Добар ден. Денеска се наоѓаме во Црквеница, многу убаво градче, во кое што работи моментално во еден ресторан, зрински ресторан, тоа е фактички гостионица, домакински ресторан, каде што се служи исклучиво традиционална храна. Тука е нашиот Георги Петковски, тој е наш бивш студент на насоката гастрономија. Дури во еден момент работеше и како асистент на во нашата кујна, каде што своето долгогодишно искуство кој што го имаше стекнато од неговото работење во добри хотели и ресторани, фактички го пренесуваше на нашите студенти. Тој заврши факултет и после факултетот нормално продолжи на магистерски и докторски студии, во меѓувреме доби многу големо искуство, работно искуство, работејќи во различни ресторани ширум Хрватска. Денеска се наоѓаме во ресторанот Зрински. Еве сега малку само да го видите, тоа е еден фамилијарен ресторан каде што ја запознаевме и неговите сопственици, тоа се брачен пар, кој што колку години Георги го работи ресторан? 38 години го имаат овој ресторан, работи постојано и многу е посетен. Како што рековме, се наоѓа во Црквеница. И мене ми беше голема желба, бидејќи ние бевме во Новаља и од Новаља да поминиме да го видиме нашиот студент кој што јас апсолутно, значи, долго време го сакам затоа што беше едно вредно дете кој што потекнува од така малку сиромашно семејство, меѓутоа самиот се вложи себе си и уште од млад кога почна да студира ми кажа: професорке, јас имам една висока цел во животот да станам познат шеф и да отворам мој познат ресторан. Иначе тука близко до овој ресторан се наоѓа и друг ресторан каде што работи и нашиот друг студент Ивица Андрески, кој што и двајцата доаѓаат од Прилеп и двајцата работат веќе неколку години нели на ова место. Георги, добар ден. Добар ден. Знам дека си уморен, бидејќи постојано гледам дека има многу луѓе. Тој беше во кујната, таму има висока температура, меѓутоа тој апсолутно тоа ништо не го спречува, ниту го намалува неговата работна способност. Напротив, Георги е упорен. Кажи ми, како си задоволен со работата во Хрватска? Задоволен сум, бидејќи имаме доста свежи намирници. Шкампите што ги приготвувавме се од Сабајле фатени, уловени и секоја роба е доста лесна и имаме добар квалитет. Значи ти денеска ни подготви шкампи на бузара. Тој е специјален, традиционален рецепт, хрватски рецепт, кој што е карактеристичен само за овој регион во Хрватска или за цела Хрватска? За цела Хрватска. За цела Хрватска, да. Тоа се шкампи во сосот бузар. Шкампи на бузара, тоа е црвена бузара, која се приготвува шкампи, чешњак, лук, да. Јух супа од помидор, од домати, да. Вино, коњак, се пропржува, се винста, исто така додаваме и супа од рибна супа. И го подготвувате. Да. Денеска, значи, покрај преубавите шкампи кои што ни ги подготви на бузара, јадевме и домашно подготвена паста. Таа е типична за овој регион. Така прв пат ја јадев оваа паста, иначе морам да признам, последните најубави шкампи што сум јадела во животот беа во Кавала во Грција, претходно едни во Мадрид. Меѓутоа, ова денеска што го јадев беше навистина едно од најубавите јадења кои што ги имам од морска храна јадено во мојот живот. Навистина беше подготвено на врвен начин со домашна паста. И тоа секако зависи од, како што викаме, од квалитетот на намирниците, тоа што се свежи, меѓутоа секако и од раката на шефот која што потекнува од факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Георги, кажи ми, зошто одлучи да дојдеш да работиш во Хрватска? Пред се сакав да направам интернационално искуство, кое понатака и при крај сум на докторатот. Сакам да предавам интернационална гастрономија. Кај нас во Македонија професорите по интернационална гастрономија нема еден ден интернационално искуство.
за да предаваме ни интернационална гастрономија, треба да имаме интернационално искуство. Во тоа покрај тоа научив доста интернационални медитерански рецепти кои ми припуштија да околу финансискиот аспект на платата и едуцирањето. Да, така. Во мај месец бев на семинар за интернационален судија по гастрономија на надпревари и ресторани во Француската академија на науки по гастрономија. Исто така сум и во Хрватската академија за науки во областа на гастрономијата СКМЕР со Стево Карапанџа со Бренес, таму сум и јас и Ивица сме од 4 или 5 години сме членови, и то почесни членови од Македонија во Хрватска. Сакаме да имплементираме нашето искуство во Македонија. Сега имаме нови моменти во Македонија. Може да не активираат да ги презентираме и да гастрономијата во Македонија на универзитетите да дојде на едно високо ниво, пошто во моментот за жал е на многу ниско ниво. Така. И се трудиме колку што можеме со нашите интернационални соработници, пример предавач ни беше Доминико Маги, тој интернационален судија и предавач кој е задолжен во Светската асоциација на готвачи, кој е задолжен за Балканот. Ние да ги имплементираме сите тие знаења и да ги презентираме на нашите студенти, без разлика на околностите кај нас во Македонија што се треба. Ако не си од ова и треба си од ова, и само да се трни то и имаме